председателе, почитува народен правобранител. Јас се согласувам со вас дека треба побрзо да се разгледа ово извеште затоа што доаѓа и другиот, но сметам дека пропустот е и во вашата институција и кај собранието што се касни со разгледувањето на овие извештаи и потоа истите стануваат нерелевантни, бидејќи сега го разгледуваме извештајот за 2021 година, а веќе навлегуваме во пролетниот дел од 2023 година. Јас она што сакам да го истакнам, прво е дека во извештајот има таксативно се добро наброени сите работи кои што народниот правобранител ги преземал, неговите соработници и целата институција. И она што е забележливо е констатацијата и на самата институција народен правобранител, дури и според статистиката на оваа институција, е она што го гледаме и по анкетите кај граѓаните. Они анкети кои што се спроведуваат кај граѓаните, а се однесуваат на правосудниот систем, тука гледаме дека и кај народниот правобранител, дури 1/3 од представките, кои што доаѓаат во текот на 2021 година, биле за постапките на правосудството и за постапките на извршителите. Тоа е уште еден доказ дека сондажите на јавното мислење, каде што се покажува дека само 4% постои доверба во судството или во обвинителството и во реалниот живот на поплаки и потреби од нерешени или нарушени човекови права, кои што стигнале како представки кај народниот правобранител, го потврдуваат истиот податок на немање доверба во правосудството и кај извршителите, зашто најмногу поплаки стигнуваат кај народниот правобранител. Другата работа што сакам да ја потенцирам, а сметам дека тука барем не видов во извештајот не е наведена, иако има наведено и некои посебни случаи, имаме заштита на човекови права по области. Една од областите е здравственото осигурување и здравствената заштита. Другата од областите се други права. И во двете овие области кои што се наведени, јас не забележав за 2021 година да има посебен случај или барем краток извештај за нарушените права за здравствена заштита и не само тоа, туку и загрозување на животот и достоинството на пациентката Јилдис Веаповска од Дебар, која што имаше сериозно нарушени здравствени права и како човек, и како жена, и како родилка во дива болница во Струга, која што функционирала диво на територијата на општина Струга, а тука воопшто не е тоа опфатено, иако народниот правобранител, барем според законските прописи, се разбира дека работи по представки првенствено, но исто така народниот правобранител може да формира и предмет и по собствена иницијатива. Така што сметам дека овој случај е толку голем и сериозен, правата на здравствена заштита на Јилдис Веаповска се максимално нарушени, незината физичка, па и психолошка во последно време состојба е исто така видливо загрозена и институциите гледаме дека со неа си поигруваат со одлагање на незината потрага по правдата, иако тоа што е веќе здравствено оштетено, никој нема да може да и го врати и да го надомести. Но во секој случај сметам дека народниот правобранител, доколку во вакви случаи се покажал како поажурен, тоа нема да биде само предмет со кој што се заштитува една личност, една жена, туку ќе биде и поука дека народниот правобранител е тука за сите идни можни вакви случувања, односно дејствувањето на времено за заштита на здравствените права на Јилдис Веаповска може да биде и морална поука во иднина и здравствените работници, а особено такви кои што имаат, за жал, и диви болници, работат на диво,
да бидат обесхрабрени дека во државата има институција која што ги штити граѓаните и нивните човекови права. Затоа моето прашање е единствено прашање кое што го имам, иако има многу посебни случаи, но мислам дека случајот со Илдис Веаповска одскокнува, за жал, во негативни параметри по загрозувањето на правата на здравствена заштита и правата на жената и правата на секоја родилка, дали народниот правобранител имал било каква можност по сопствена иницијатива да го разгледа овој предмет и да покрене некакви постапки кои што можат на оштетената да и помогнат да се избори за заштита на своите права и барем да добие морална поддршка од оваа институција која што и таа како даночен обврзник ја плаќа за да биде дел од системот кој што ќе ги штити човековите права и слободи. Благодарам, толку би имал, доколку добијам одговор ќе бидам благодарен.